Почитувани, денес на пленарната седница на Собранието на Република Македонија, парламентарното мнозинство ја изгласа потребата од измени и дополнување на Законот за работни односи по скратена постапка со европско знаменце, ако имаат единствена цел да го продолжат мандатот на судиите и јавните обвинители. Се работи за измена која е крајно проблематична и дискриминаторска. Имено, со измените се предвидува на судиите и јавните обвинители да им се овозможи работниот однос, односно мандатот, да може да се продолжи од страна на судскиот совет и советот на јавни обвинители и после 64 години старост, се до наполнување на 67 години возраст на судијата или јавниот обвинител. За да се продолжи мандат на судија или јавен обвинител, истото треба да се уреди со Закон за судовите и Законот за јавното обвинителство. За промена и измени на овие закони потребно е двотретинско мнозинство. Останува големото прашање зошто министерот за правда Тупанчевски дозволува споменативе закони, и тоа Законот за судови и Законот за јавно обвинителство, да бидат суспендирани и промени кои што се однесуваат на судската власт овде во Собранието да се шверцуваат во закони кои не смеат да го регулираат тоа како што е Законот за работни односи. Во Уставот не случајно е утврдено дека споменативе закони се носат со двотретинско мнозинство. Судската власт мора да биде независна, а не да биде слуга на власта. Наместо ветинг добиваме спорно продолжување на мандати на судии и јавни обвинители со закон предложен од владата, а подпишан од Артан Груби. Ова е уште еден скандал за правосудството и за правниот систем во државата. Ви благодарам. Прашање? Не само што немаат соодветни објаснувања, туку немаат ни соодветни изговори зошто законот ќе се најде на Комисијата за европски прашања, односно зошто е означено со европско знаменце. Ова кое што го споменуваме, односно продолжувањето на мандатот на суди и јавни обвинители, треба да биде предмет на лекс специјалиса, не на закон кој што е лекс генералис, кој што е Законот за работни односи. Кога ќе ги погледнете кореспондентните табели на кои што тие се повикуваат, ќе видите дека се повикуваат дека немаат наведено директива и регулатива која што се усогласува со законот. Нема кореспондентна табела и не може да има кореспондентна табела затоа што ниту една одредба од законодавството од ЕУ не се транспонира во домашното законодавство. Се повикуваат на препораки од оценската мисија. Препораките од оценската мисија не може да бидат предмет за нивна имплементација, особено не во Законот за работни односи. Односно, не можете во Закон за работни односи да се повикувате и на судскиот совет, и на советот на јавни обвинители и да регулирате материја која што е јасно дека е предмет на лекс специјалис, како што реков уште еднаш. Останува големото прашање зошто на самиот предлог на закон ќе видите дека е подпишан Артан Груби, каде е премиерот кој што треба да се грижи за почитувањето на законите, каде е министерот за правда и како дозволува тој вакви закони, вакви важни закони кои што се донесуваат со двотретинско мнозинство да бидат на овој, би рекол, дилетантски начин злоупотребувани овде во собрание и мандатот да биде продолжуван со Законот за работни односи. Имаме една катастрофална ситуација која што и така нарушената доверба од судството од 8% дополнително ќе ја урниса. Ова оди на штета на буквално на сите во државата. Постојат податоци колкав е бројот на судии кои што треба да очекуваме нивно продолжување, истите ќе ги најдете во материјалите кои што стигаат. Станува збор, мислам дека стануваше збор за 60 на судии кои што треба да биде продолжен нивниот мандат, меѓутоа не ме фаќате за збор, тој дел од расправата ќе ги слушнете нашите аргументи на Комисијата за европски прашања, така имаме скратено време и заради скратената постапка ќе трае само 2 дена, така да повеќе за ова ќе слушнеме од комисиите. Ви благодарам.